Госпоѓа Куновска, Горан Стефановски во својот говор во Академијата во Ману говори за криза на идентитетот. И одново ние се соочуваме со криза на идентитетот. Трагаме по сопствениот идентитет. Знаеме ли кој сме, што сме и какви сме? Горан Стефановски умее да каже многу повеќе и за себе и за времето во кое живееше, отколку што можеме ние останатите. Кога ме прашувате за потрагата по идентитетот, Горан Стефановски е еден од ретките кој што го дефинира идентитетот како нешто кое што не е зададено еднаш за секогаш. Како и слободата. Ние сме во постојана битка, во постојана потрага по сопствениот идентитет и тој смета дека идентитетот се реобмислува, се проверува, се потврдува, се обликува секој ден и дека тоа е прашање на голема одговорност и на многу труд. Тој, например, прави паралела со тоа дека неговиот личен идентитет пред повеќе години и, да речеме, во моментот кога дава едно интервју, не е ист. Тој вели, например, јас, Горан Стефановски, сум имал едни обврски и еден идентитет кога моите деца биле мали, но денес, кога се тие возрастни луѓе, јас имам поинаква одговорност и поинакви обврски во однос на нив. Тоа е тоа што го прави мојот идентитет поинаков. Така и ние, ако се земат предвид размислувањата на Горан, на некој начин сме исправени постојано да работиме на тој идентитет. За него не е доволно, да речеме, да се потврдуваме на дневна основа како македонци, туку тој смета дека идентитетот се зацврстува со знаење, со победи, со напредок, со успех и со градење на сопственото општество. Што сака всушност Горан Стефановски тука зад нас да ни порача? Во овој актуелен лик. Знаете, како јас Горан Стефановски го доживувам како наша напластена вистина. Ако ги отворите делата на Горан Стефановски, ќе видите дека се што ни се случува денес е запишано во неговиот опус. Но не само тоа, туку мислам дека и одговорите на многу од дилемите кои што си ги поставуваме, на голем број прашања, се содржат во неговите дела. Но, за жал, треба почесто да го препрочитуваме Горан, за да ги добиваме одговорите. Знаете, тој беше дел од нашето театарско семејство и ние многу често комунициравме, што приватно, што во рамките на проектите кои што ги работевме заедно. И кога би се вратиле на тоа како Горан ги гледаше работите, ми се наметнува впечатокот дека навидум тој изгледаше човек кој што не е заинтересиран на дневно политичка основа за состојбите. Но токму таа дистанца од случувањето му овозможуваше да има една толку убава птичја перспектива на работите и кога сето тоа ќе се искомбинираше со аптекарски прецизното мерење и дозирање на неговите зборови пред да ги положи на хартија, тоа стануваше резултат од кој што не само ние како општество, туку восхит се случуваше и на Балканот, и во Европа, па дури и во светски рамки. Многумина ќе кажат Горан Стефановски беше Војдан Чернодрински во поновата македонска историја. Неговиот вокабулар, цинизам, диалект, неговиот богат опус
наликуваше и на времето на Блаже Коневски. Горан Стефановски е архиварот и на Чернодрински, и на Коневски, и на сите наши солзи, на сите наши радости, на сите наши страсти, на сета наша љубов, на нашата култура, на нашата литература, на нашата уметност. Тој беше верен чувар на нашето народно наследство, на нашето богатство. Често пати се служеше и со оставштината на Мисирков, неговото навраќање на Чернодрински за мене е една од легендарните представи кои што ќе бидат со златни букви дел од Македонскиот театар е представата Чернодрински се враќа дома. Просто тие слоеви кои што се гледаат кај Горан Стефановски неминовно упатуваат на заклучокот дека тој е чувар на нашето вкупно културно и историско богатство. Куновска иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност. Еден од највпечатливите негови размислувања, цитати. Па да, јас тоа го разбирам како негов подвиг, односно поттик да не натера да исчекориме од тоа што ни се случува. За тоа треба храброст, за тоа треба труд, треба работа. Кога само дел од неговата посветеност би била одлика на секој од нас, ние тој исчекор би можеле многу полесно да го направиме. Моето име е Горан Стефановски, премиера идната недела. Каква порака носи новата представа? Да ве поправам, представата носи наслов My name is Горан Стефановски. Зошто? Бидејќи сите своји говори надвор од Македонија, Горан ги започнуваше со таа реченица. И затоа сакавме во оригинал да остане насловот My name is Горан Стефановски. Представата е фрагментарна драматуршка спојка од повеќе негови дела, напишани помеѓу 1987 и 2012 година, што представува практично најтурбулентниот период не само во Македонија, туку во регионот. Ги опфаќа делата Црна дупка, Long Play, Казабалкан, Евроалиен, Европа, Сараево и Одисеј. Пробувајќи да се најде најмал заеднички содржател, практично повторно се враќаме на темата со која што го започнавме овој разговор, а тоа е идентитетот и слободата. Во време во кое што моќта и интересот стануваат доминантни општествени категории, луѓето се почесто се распнати помеѓу она што представува нивна лична потреба за сигурност и правото на слобода. Така, честопати сме изложени на преоценување, на превреднување на вредностите во општеството во кое што живееме, на преоценување на вкупните состојби и, за жал, некаде загубени во таа борба за правото на своја слобода и, од друга страна, сигурноста. Зошто се уште имаме сомнеш во сопствениот идентитет? Затоа што не работиме на него на начин на кој што тоа треба да се подразбира во 21. век. Куновска, дали меѓу поновата актерска екипа, поновата генерација на актери препознавате
драматурзи препознавате некој нов Горан Стефановски? Неизоставно е да се спомене тоа дека Горан не го даде својот придонес само како драмски писател и туку и како педагог. Тој произведе повеќе генерации на драмски писатели, од кои што за среќа го имаме Дејан Дуковски, да речеме, кој што стана писател, драмски писател за кој што интерес покажа многу сериозни куќи не само на Балканот, туку и ширум Европа. Подолг период не сте во политичките води. Од оваа диоптрија како ви изгледа актуелниот политички колаж? Подолг период, не само последните години, туку можеби повеќе од една деценија, на Македонија и се случува комплетна деелитизација. Дојде време во кое што секој човек што ќе посака може да биде се што ќе посака. Многу одамна вашите квалификации, вашите способности, вашите искуства не се пресудни за тоа дали ќе добиете политички ангажман или не. За жал завладе клиентелизмот и на политиката во Македонија се помалку и се потребни индивидуалци кои што сами по себе. Зошто се доведовме до состојба на изгубени вредности? Заради тоа што, за жал, многу од работите во нашето општество се детерминирани од политичките елити, а со политичките елити завладеа луѓе кои што не можат да го, во наводници или можеби без наводници, да го контролираат интелектуалниот потенцијал на оние луѓе кои што можат да донесат промени во општеството и се одлучија дека полесно ќе им биде со луѓе кои што ќе бидат послушни, за возврат ќе ја добијат поддршката од партиските поглавици. Куновска, ми беше задоволство да разговарам со вас покрај Горан Стефановски во неговото Дебар мало и ви посакувам успешна премиера. Ви благодарам многу, чест ми беше.